Започнуваме во положба дете. Палците од стапалата приближени еден кон друг. Бутините по потреба раздвоени. Торзото благо потпрено врзнив, а рацете испружени. Нежно, при вдишување придвижете се нагоре и нанапред. Стомакот надолу, градите отворени, погледот нагоре. Издишувајќи, спуштете го погледот надолу. Заоблете го горниот дел од грбот и вратете се во положбата дете. Повторете. Вдишете, придвижете се нагоре и нанапред. Стомакот надолу, градите отворени, погледот нагоре. Издишете, погледот надолу, горниот дел од грбот заоблен. Вратете се во положбата дете. Уште еднаш. Повторете самостојно, усогласувајќи го вдишувањето и издишувањето со движењата. Одморете се неколку моменти во положбата дете. Првите чекори од следната вежба се исти. Нежно, при вдишување придвижете се нагоре и нанапред. Градите отворени, погледот нагоре. Издишувајќи, спуштете го погледот надолу. Заоблете го горниот дел од грбот, коковите, спуштете ги кон стапалата. Внимателно повлечете ги рацете кон себе, прстите испреплетени, дланките свртени нагоре. Погледнете и истегнете се нагоре. Спуштете ги рацете и торзото и полека вратете се во положба дете. Повторете. Вдишете, градите отворени, погледот нагоре. Издишете, погледот надолу, горниот дел од грбот заоблен. Вратите се во положбата дете. Исправите го торзото, испружите ги рацете над главата. Прстите испреплетени, дланките свртени нагоре. Погледнете и истегнете се нагоре. Повторете уште еднаш. Вдишете, градите отворени, стомакот надолу, погледот нагоре. Издишете, погледнете надолу, заоблете го горниот дел од грбот, спуштете го торзото на бутините. Исправите се, подигнете ги рацете и погледот нагоре. Прстите испреплетени. Останете така или подигнете ги и коковите и истегнете се. Полека вратите се во положбата дете. Одморете малку. Завземете ја положбата масичка, коковите над колината, рамениците над дланките, рбетот неутрално поставен. Вдишете, кренете ја левата рака нагоре, издишете и протнете ја раката надесно. Вдишете раката нагоре, градите се отвораат, издишете, протнете ја раката надесно. Уште еднаш. Раката нагоре вдишете, раката надолу и надесно под торзото. Издишете. Останете така. Испружете ја десната рака и наблюдувајте го дишењето. Кренете ја раката нагоре и полека вратите се во првобитната положба. Повторете на другата страна. Вдишете, кренете ја десната рака нагоре, издишете и протнете ја раката налево. Вдишете, раката нагоре, издишете, протнете ја раката налево. Уште еднаш. Раката нагоре вдишете, раката надолу и налево под торзото издишете. Останете така, испружете ја левата рака. Последен пат, раката нагоре, вратете се во првобитната положба. Од тука, испружете ги двете раце, спуштете ги градите кон подот, а коковите поставете ги горе-долу над колената. Почувствувате како градниот кош и рамениците се отвораат. Внимателно вратите се во положбата масичка. Сега испружете ја левата нога и придвижете се неколку пати напред-назад. При тоа прстите на стапалата остануваат на подот. Последниот пат кога ќе се придвижите наназад, останете така за момент или два.
Потоа придвижете се нанапред и обидете се да ја кренете ногата. Држите ја така крената и исправена неколку секунди, а потоа вратите ја во првобитната положба. Повторете на другата страна. Испружите ја десната нога и придвижите се неколку пати напред-назад. Прстите на стапалата остануваат на подот. Кога за последен пат ќе се придвижите наназад, останете така, а потоа придвижите се нанапред и обидете се да ја кренете ногата. Држете ја крената и исправена неколку секунди, а потоа вратете ја во првобитната положба. Одморете во положбата дете и доколку чувствувате потреба, направете неколку спонтани движења со дланките и прстите, да се ослободите од напнатоста. Вратите се во положбата масичка. Испружете ја левата нога наназад, кренете ја, а потоа при издишување доближете го коленото кон градите. Вдишете, повторно испружете ја ногата наназад. Издишете, коленото кон градите, повторете уште еднаш. Вратете се во првобитната положба. Сега повторете на другата страна. Испружите ја десната нога наназад, кренете ја, доближите го коленото кон градите, испружите ја ногата наназад. Издишете, коленото кон градите, испружите ја ногата наназад. Повторете уште еднаш. Вратите се во првобитната положба. Полека вратите се во положбата дете. Одморете малку. Од положбата масичка, повторно испружете ја левата нога наназад. Доколку немате проблем со рамнотежата, испружете ја и десната рака нанапред и кренете ја левата нога. Издишете, приближете го левото колено кон градите, а десниот лакт кон колкот. Вдишете, испружете ја раката и ногата. Издишете, коленото кон градите, лактот кон колкот. Повторете самостојно, усогласете го дишењето и движењето. Активни абдоминални мускули. Вратите се во првобитната положба. Сега сторете го истото и на другата страна. Испружете ја десната нога и левата рака. Кренете ја ногата. Издишете, коленото кон градите, лактот кон колкот. Вдишете, испружите ја ногата и раката. Издишете, коленото кон градите, лактот кон колкот. Заоблете го грбот. Повторете самостојно. Вратете се во положбата масичка, а потоа одморете се во положбата дете. Од тука, исправете се и испружите ги рацете пред вас. Дланките поставите ги во благи тупаници и направете неколку кружни движења во двете насоки. Потоа, испружите ги прстите и придвижете ги дланките нагоре и надолу. Неколку пати соберете ги прстите во тупаница и повторно испружете ги. Овие едноставни движења ќе ослободат напнатоста во зглобовите на рацете, која може би се создаде при изведување на претходните вежби. Од положбата масичка, со коленото свиткано, кренете ја левата нога. Потоа, направете неколку кружни движења во двете насоки. Торзото е активно и неутрално. Чувствувајте го движењето на бутната коска во колкот. Повторете со другата нога. На крајот, од положба масичка, кренете го погледот нагоре, отворете ги градите, стомакот надолу, длабоко вдишете. Издишете, погледот надолу, грбот заоблен, колковите кон стапалата. Положба дете. Одморете се. Од почетната положба на сите 4 со свиткано колено кренете ја левата нога. Отворете го колкот на страна и нежно поставете го стапалото до левата дланка.
Придвижете се неколку пати наназад и нанапред, благо стимулирајќи ги мускулите на задниот дел од ногата. Сега, со коковите наназад, а грбот во неутрална положба, држите ја ногата испружена. Стапалото е активно. Останете така неколку секунди. Придвижете се нанапред и задржите се малку во таа положба. Внимателно вратите се во почетната позиција. Повторете на другата страна. Со свиткано колено, кренете ја десната нога. Отворете го колкот на страна и нежно поставете го стапалото до десната дланка. Повторно, најпрвим придвижете се неколку пати наназад и нанапред. Со ова им посветуваме малку внимание на мускулите на задниот дел од ногата. Со коковите наназад, а грбот во неутрална положба, држите ја ногата испружена. Стапалото е активно. Останете така. Сега, придвижете се нанапред и задржете се во таа положба. Внимателно вратите се во почетната позиција. Кренете го погледот нагоре, отворите ги градите, стомакот надолу, длабоко вдишете, издишете, погледот надолу, грбот заоблен, колковите кон стапалата, положба дете. Одморете се. Од почетната положба со свиткано колено кренете ја левата нога, отворете го колкот на страна и нежно поставите го стапалото до левата дланка. Свртете го торзото и погледот налево. Левата дланка поставите ја на коленото. Отворете ги градите, дишете слободно. Повторете на другата страна. Кренете ја десната нога, коленото е свиткано. Внимателно поставите го стапалото до дланката, а потоа дланката ставите ја на коленото. Свртите го торзото и погледот надесно. Градите се отворени. Рбетот е во нежна ротација. Полека вратите се во првобитната положба, па одморете во положба дете. Од тука, внимателно придвижете се нанапред и легнете на стомакот. Подпрете се на лактите, погледот нанапред, градите отворени. Спуштите се сосема на подот. Рацете поставете ги покрај торзото, а главата свртите ја надесно. Одморете малку, опуштете се и почувствувате како воздухот ги исполнува градите и го шири стомакот. Поставите ги дланките покрај рамениците. Вдишете, подигнувајќи се, издишете, спуштајќи се надолу. Не употребувајте премногу сила, туркајќи со рацете. Ова е вежба за зајакнување на грбот. Рацете служат само за потпора. Повторете неколку пати динамично. Внимавајте вратот да остане во една линија со рбетот. При последното повторување, задржете се во исправена положба. Повторно користете ги при тоа главно мускулите на грбот, а не рацете. Издишете и спуштите се на подот. Рацете се испружени покрај торзото. Свиткајте ги лактите и благо подпрете се. Кренете ја левата нога, спуштете ја, па кренете ја десната нога. Повторете во рамките на вашите можности. Усогласете го дишењето и движењето. Почувствувајте како работат мускулите на задниот дел од нозете, задникот и долниот дел од грбот. Доколку можете, при последните неколку повторувања, кренете ги двете нозе истовремено. Сега спуштете ги нозете, рацете испружете ги покрај телото и при вдишување кренете го градниот кош нагоре. Ова е слично на претходната вежба, само што грбните мускули сега работат малку повеќе. Повторете неколку пати.
Во подигната положба кренете ги и рацете. Останете тука или испреплетете ги прстите. Подигнете се уште малку, отворете ги градите, нозете мируваат на подот. Вдишете, издишете, спуштете се на подот и одморете. Доколку имате доволно енергија при вдишување, истовремено подигнете ги градите, рацете и нозете. Спуштите ги при издишување. Повторете во рамките на вашите можности. На крајот, подигнете се и останете во таа положба неколку секунди. Ако можете, испреплетите ги прстите и подигнете се уште малку. Почувствувате како работи целото тело. Издишете и спуштете се на подот. Внимателно, без да брзате, завземете ја положбата дете. Опуштете се и одморете се убаво.